За да зборуваме за финансиска помош и грижа кон земјоделците, мислам дека секој ден по 8 часа да зборуваме, ќе ни требаат месец или два за да зборуваме тоа што го имаме направено во последниот период. Од тоа што го слушнав претходниот министер Димовски кога зборуваше околу некои разлики или што се имаме направено за земјоделците, би сакал да го коригирам кога рече дека од 2002 до 2006 година се помогна на некои тутунопроизводители во државата, затоа што тогаш се изманипулираа некои тутунопроизводители. Прво се одлучи да им се помогне на сите, па поради недоволно средства или не сакање да се помогне, се одлучи да се помогне само на еден дел во државата, тоа беше Пелагонија, па потоа кога се види дека нема доволно ни за сите производители на тутун во Пелагонија, се одлучи само на еден реон во Пелагонија да се помогне. Тогаш настанаа тие блокади на патиштата, ако се сеќавате, министер, што ние го решивме на тој начин што веднаш после 2006 започнавме со субвенционирање. Субвенционирањето, конкретно кај таа култура, стигна до 1 евро по откупен килограм, односно секој оној земјоделски производител на тутун кој што ќе го предаде своето количество во откупен центар, регистриран и веќе инспектиран од страна на Државниот инспекторат за земјоделство, да добие 1 евро на предадена количина. Но не е само тутун од култура која што се субвенционира, напротив, не знам дали постои култура која што не се субвенционира во оваа држава. Над 1.180 милиони евра се исплатени од 2006 до 2016 година, а во програмата на ВМРО ДПМН стои дека 160 милиона евра се обезбедуваат секоја година за субвенционирање на земјоделски производи, односно директни плаќања. Тоа што го правиме, а не е само субвенционирањето, е и во помошта преку некои програми кои што ги воведовме во државата. Ево уште еднаш да го коригирам министерот Димовски околу националната програма која што ја нарековте 50-50, во последно време ја коригиравме на 75 наспрема 25, односно секој оној кој што ќе инвестира во неразвиено рурално подрачје при набавка на механизација, добиток или лозов овошен насад, доволно беше по инвестирањето од 100%, дека ќе му се вратат 75% од целокупната инвестиција. Исто така ја донесовме и мерката Млад земјоделец, односно мерката 112, каде што има повраток од 100% за секој оној кој што ќе инвестира до 10.000 евра. Сето тоа го направивме со цел да можат оние луѓе од 18 до 40 години да започнат со свој бизнис, наместо да настане миграција меѓу село и град. Одлучивме да помагаме на тие земјоделци со цел да останат во селото, со тоа што ќе им дадеме еден грант за да може да започнат свој бизнис. Со тие 10.000 евра може да инвестират во се што има наставка аграр. Не само земјоделска механизација, не само лозов или овошен насад, набавка на добиток, било што е поврзано со земјоделството. Исто така ја воведовме и мерката, односно ја донесовме програмата ИПАРД, која што сега во моментот е ИПАРД 2 програма, на која што во мандатот на министерот Димовски имавме неколку комитети на ИПАРД телото, при што од 24 документи потребни за аплицирање ги сведовме на 14, со цел да имаме што е можно повеќе апликации, така да во 2015 имавме 1180 апликации на ИПАРД програмата. Ако земете само за споредба дека Република Естонија повикот трае само 7 дена, во Република Македонија трае 60 дена. Тоа е направено со цел да можат повеќе временски период за земјоделците да имат за да можат да аплицираат. Тоа е да се одлучат, да соберат потребна документација и да аплицираат. После тоа им се дава дополнителен временски период за да можат да направат видоизменување или дополнување на документацијата, се со цел да можат да бидат одобрени. Има многу работи за кои што може да зборуваме, но најважно е тоа што во програмата на ВМРО ДПМН најавивме дека ќе имаме набавка на системите за наводнување капка по капка и набавка на расни грла на добиток со повраток на инвестиција до 80%. Тоа значи дека секој оној кој што ќе инвестира во набавка на систем за наводнување или обнова на своето стадо, 80% од својата инвестиција ќе му бидат вратени назад. По ова може да се види грижата која што сме имале за земјоделците, а како препорака до новата влада би било добро доколку не следат во чекорите кои што сме ги правеле до 2017 година. А би било одлично ако може да се доближат чекор до нас, односно до тоа што сме го правеле. Уште една препорака е ништо да не видоизменуваат во програмата што ја имаме креирано за земјоделците, затоа што мислам дека ќе погрешат. Само
мало дополнување што сметам дека е битно да го соопштиме, во декот на дискусиите не го кажавме. Колега, во таа комуникација што правевме со земјоделците практично произлезе и потребата да земјоделците ги добиваат субвенциите во оној момент кога им се најпотребни. Односно го оведовме календарот на субвенции да секоја гранка, секој производител, секој сточар ги добие субвенциите кога му се најпотребни за да го поттикне, односно да го развие земјоделското производство. На тој начин доведовме календар субвенции каде што строго е дефинирано во кој период која група на земјоделци ќе ги добијат своите финансиски средства. Точно дека го уведовме календарот и така и се врши исплатата календарски, но точно и дека бевме обвинети дека партиски ги исплаќаме субвенциите. Само да демонтирам дека во оваа држава, барем ние дури бевме на власт, субвенциите се исплаќаа по мерки. Например, прво се исплаќаше органско производство, потоа се исплаќа градинарство, потоа се исплаќа лозарство, повоштарство. Сите земјоделци од органско производство беа исплаќани во еден период. Односно, кога ќе се исплатеше за еден, сите пари пристигнаа на трансакционите сметки на сите земјоделци што се занимаваат со органско производство. Немаше простор за манипулација, затоа што го воведовме системот за контрола и пребивање на средства кај земјоделските стопанства, со цел да нема, намерно ние тоа го направивме, да нема манипулација, така да сите, без разлика верска или партиска припадност, се исплаќаа во исто време по мерка. Ја би сакал